Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Добро вечер. Се извинувам. Добар ден, почитувани слушатели. Вие сте на фреквенција на Радио Слободна Македонија. Вторник, 17 часот, ова емисијата Вертикала со Никола Србов. Моментално не се случува ништо спектакуларно во Собранието на Република Македонија. Гледаме на тегање, треба да се избере новата влада предводена од господинот Зоран Заев, заедно со две албански политички партии во коалиција. Така да денеска не ви коментирале се додека не видиме нешто конкретно, бидејќи не дозволиле да ги видиме како што е редот и како што треба да остават простор да можеме да ги разгледаме имињата на предложените министри, кадровски решенија кои треба да стапат во новата влада и нивната професионалност и ако ништо друго минато. Но не се. Денеска ќе зборуваме на една друга тема која сепак влече корени од минатото, ни се случуваше на нас и се уште ни се случува во државата, а може да индицира и некакви случувања во иднина. Да видиме, можеби, како што секогаш нели бива да се повторува историјата, можеби нас повторно ќе ни се повтори историјата по кој знае кој пат. Последниве 2 недели по социјални мрежи па и на телевизија врти еден документарен филм направен, снимен од телевизијата Ал Джазира, во кој покрај тоа што се искажуваат куп лаги и манипулации, историјата на еден се извртува на еден брутален до сега невиден начин. Документарецот се однесува на албанците, на историјата на албанците во Република Македонија. И се што е поинтава на документарецов? Поинтава на документарецов е да се докаже дека во одредени ситуации, во одредени временски интервали имало затварања и ликвидирање на албанци кои биле контра моменталните власти во тогашна СРМ, Социјалистичка република Македонија, која била пак во склоп на Социјалистичка Федеративна република Југославија, и со тоа повторно се бутка нели онаа теза која цело време се зборува да се бутка со цел да се донесе некаква декларација за прогласување на геноцид врз албанците. Но немам тука да зборувам сега повторно за геноцид, бидејќи тоа го зборевме стотина пати до сега. Во овој документарен филм се стави акцент на протестите во 1968 година, која зафатија Југославија, покрај целиот свет, тие започна и во Југославија, и за протестите во 1981 година кои ги крена албанците на Косово. Токму тој сегмент од документарниот филм ме натера да повторам една теза која кажував пред можеби поминаа веќе и 6 месеци за она што ми се случува денеска, една паралела. Мислам дека е погодно време да се присетиме на да ја повториме оваа паралела, можеби малци да ја продлабочиме, бидејќи толку детално не сум ја кажал до сега во јавност. Бидејќи, како што кажав, ништо актуелно не ни се случува, па може да се посветиме на нешто посуштинско од она што секој ден го гледаме по медиумите на политичката сцена. Значи, гледајќи ги настаните во државава последниве 3 години што ни се случува, многу неубаво, многу језиво асоцираат на процесот кој претходеше на распадот на Социјалистичка Федеративна република Југославија. Само што сега гледаме еден процес, тој процесот за распад на Југославија, доколку се одвиваше во текот на 20 години, да кажеме, тука го гледаме во една забрзана варијанта, ни се пакува во 3 години дел од тој процес. Токму во процесот за распадот кој претходеше на распадот на Југославија, јас како клучни ја земам 1968 година.
таа е клучна според мене. Тогаш не дека започнал распадот на Југославија, но настаните кои започнаа во 1968 година ја отворија Пандорината кутија или отворија некои прашања во политичкиот и во јавниот дискурс, кои подоцна ќе се протегнуваат се до 1990 година и до распадот на федерацијата. Тоа се факти, дека тогаш започнала вината во 1968 година. Фактите секој ги толкува и ги анализира различно. Јас ги анализирам на ваков начин, дека неколку точки, неколку случувања кои следеа по 68 година се всушност генезата на распадот на поранешната федерација. Во 1968 година светот го зафаќа така наречена студентска пролет. Оваа година започнуваат најмасовните студентски протести во историјата, кои дотогаш и во такво нешто не било видено во светот. Повод за протестите била кризата на општеството, кризата на системот, кризата на моралот, на запад, бидејќи малтене цел свет бил зафатен од овие протести. На запад, во западните држави се говорело за кризата на капитализмот, додека на исток се говорело за кризата на комунизмот. Значи, тоа е еден бунт на тогашната младина против целокупниот систем кој бил воспоставен дотогаш. Во овие земји кои спаѓаат каде што се кренале најмногу протести, предничала Франција. Масовни демонстрации имало и во Шпанија, Германија, САД, Италија, Англија, Австрија, Чешка, Полска, Унгарија, Југославија и така натаму. Интересното е што начинот на протестирање на студентите тогаш асоцира на начинот на протестирање на студентите во 2014 година во Република Македонија. Сите универзитети, како што се Сорбона, универзитетите во Сорбона, во Берлин, Мадрид, во Брисел, во Краков и вклучително во Белград, биле заземени од страна на студентите и дел од професорите и биле прогласувани за така наречени автономни зони и од таму се кампувало, се преспивало, се држале некакви предавања и се испраќало апел до тогашните власти за да се случат некакви промени во општеството. Всушност, во Западна Европа, после студентските протести и во 70-тите години кои следеа после овие протести, започнува издигањето на либерализмот во Западна Европа, кој па до пред 10 години го видовме крахот на тој либерализам. Што е клучното за денеска ова што ми се случува нас во Република Македонија? Значи, во Југославија најжестоки, најмасовни биле протестите во Белград, Сараево и Загреб. Во Скопје речиси да немало протести, како и секогаш македонците каснеле со тие либерални идеи во федерацијата. На подолг рок, ние македонците од протестите во 68 година сме имале огромен бенефит, бидејќи тие отклучија всушност вратата за подоцнежното осамостојување на републиките. Но истата 1968 година, на денот на најголемиот албански празник, денот на знамето, на Косово започнуваа студентски протести. Под влијание на протестите во Косово започнуваат демонстрации на албанците и во Тетово и во Гостивар. Додека студентите низ цела Југославија протестирале за демократизација на општеството, студентите на Косово зацкриени зад актуелните теми кои ги отвараа студентите, истакнале транспаренти на кои пишувало Косово 7 република, Косово на косоварите, обединување со Албанија, обединување на сите албански земји и така натаму. Истовремено албанците кои биле во мал број кои се кленале на некаков протест во Тетовски и во Гостиварско, тогаш јавно ги истакнале своите сепаратистички идеи и сето тоа под влијание на протестите на албанците во Косово. Студентските протести во 68 година резултираат со измени на уставот во Југославија. Измените предвидувале подигнување на статусот
на покрајните кои го добиле во 1963 година како покрајни, тоа се социјалистичка автономна покрајна Војводина и социјалистичка автономна покрајна Косово. Со тоа албанците го направиле всушност првиот чекор кон нивниот големо државнички сон. Председателот југословенски Јосип Броз Тито студентските барања ги решили, ги замолкна студентите со едно кратко јасно: во право сте. И веднаш истите тие студенти и професори кои протестираа започнаа да го величат ликот и делото на маршалот Јосип Броз Тито. Тито дело тие водачи на протестите ги вклучи полоцна во политичкиот живот во државата, ги постави на раководни функции за после неколку годишно нивно циркулирање низ политиката, истите да бидат елиминирани од страна на Јосип Броз Тито. Во 1971 година, значи по притисок на измените во 68-та година, кои пак произлегуваат од протестите, од студентските протести, во 71 година повторно следели измени на уставот на Федерацијата. Тогаш било воспоставено председателство на Федерацијата со еден амандман во кој се вели се воспоставува председателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и така натаму, 3 точки. И покрај тоа што Косово било еден вид составен дел од Србија, функционирало како покрајна, со измените во уставот во 71-та година раководството на Косово влегло во федералното председателство на Југославија, или кога одржувало седници југословенското федералното председателство, косовските власти биле на исто ниво со властите од 6 републики. На 21 февруари 1974 година во Белград се носи нов устав, со кој во членот 1 се прошируваат надлежностите уште повеќе предвидени со измените од 1968 година. При распадот на Југославија, словенците, хрватите и македонците својата самостојност ја афирмираа подпирајќи се на уставот од 1974 година, бидејќи тој им даваше право на самоопределување до отцепување или отцепување на републиките од Федерацијата. Додека пак албанците во Република Македонија при распадот на Југославија се повикува на републичкиот устав од 1974 година, каде во член 1 стои: Социјалистичка Република Македонија е национална држава на македонскиот народ и држава на албанската и турската народност во неа. Албанците го бараа уставот од 1974 година, бидејќи со измените од 1989 година тие беа всушност избришани од уставот. Најинтересно е тоа што бришењето го извршија токму со партиците на еден од гостите и говорниците кои беа снимени во овој документарец на Ал Џазира, тоа е Стојан Андов, кој во тој период, крајот на 80-тите години, почетокот на 90-тите години, ја водеа најжестоката антиалбанска политика во Република Македонија, да денеска истите тие политичари се представуваат како некакви поборници за правата на албанското малцинство во државата. Всушност, прашање кои го користат, видовме што се случи на последните избори, прашања кои ги користат за ловење во матно и ловење на албански гласови на контото на Социјалдемократскиот сојуз. По студентските протести во 81 следат на Косово следат уште едни протести од страна на албанците, но за случувањата во 1981 година, случувањата во 1984 година и во 1989 година ќе зборуваме веднаш по кратката пауза. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Станавме кај резултатите од студентските протести во 1968 година. Сега ќе ви ги прочитам конкретно измените во уставот од 1974 година. Значи, за федералниот устав во член 1
се вели: Социјалистичка федеративна република Југославија е сојузна држава како државна заедница на доброволно обединети народи и нивните социјалистички републики, како и социјалистичките автономни покрајни Војводина и Косово, кои се во составот на Социјалистичка република Србија, заснована на власта и самоуправувањето на работничката класа и сите работни луѓе, и социјалистичката самоуправа, демократска заедница на работните луѓе и граѓаните и равноправните народи и народности. Додека во Републичкиот устав од Социјалистичка република Македонија од 74 година во членот 1 се вели: Социјалистичка република Македонија е национална држава на македонскиот народ и држава на албанската и турската народност во неа, заснована врз сувереност на народот и врз власта и самоуправувањето на работничката класа и така натаму и така натаму. Значи тоа се придобивките на албанците и на турците во Македонија по избунувањето на протестите од 1968 година. Како што веќе кажав, во 89 година политичарите кои денеска припаѓаат во македонската левица ги бришат албанците и турците од уставот и Република Македонија под влијание на тогашната политика на Слободан Милошевиќ, Република Македонија ја прогласуваат за држава на македонскиот народ и малцинствата во неја. Едноставно не се спомнува ниту една друга народност во уставот. Каде е паралелата со протестите од 68 година? Во Република Македонија во 2014 година започнуваат студентски протести на кои се говори за реформи во образованието. На протестите беше забрането да се истакнуваат македонски знамиња, бидејќи според организаторите тоа било навреда за студентите албанци кои требаше да се вклучат отпосле во овие протести. Овие протести всушност беа првата проба или да се опипа пулсот дали е можно во Македонија на едни исти протести да учествуваат македонци и албанци. Интересно е што не размислуваме само ние на историјата, туку размислуваат и левичарите можеби многу повеќе од нас. На студентските протести од 68 година, како што веќе кажав, биле окупирани студентски домови, биле прогласувани за автономни зони, и тоа се случуваше и во 2014 година. Но покрај тактиката на протестирање, интересни се и организаторите на протестите во 2014 година, бидејќи дел од нив биле учесници на протестите во 68 година. Веќе на сите ни е познато дека Фондацијата Отворено општество стоеше позади студентските протести во 2014, но не знам колку е познато на јавноста дека токму Владимир Милчин бил еден од најактивните демонстранти на студентските протести во 68 година во Белград. Милчин како врвен интелектуалец, тоа не можеме да му го негираме, изворно ги знае и тактиките и резултатите од протестите во 68 година, така да изворно знаел и што може да се очекува со протестите во 2014 година. Реториката на протестите во 2014 година премина од реформи во образованието преку наводна немање демократија во општеството, на крај стигнавме до прашања за децентрализација на државата. Исто како во 68 година, само што сега збориме за наша земја, а не збориме за федерација. Значи, целата паралела која правиме нам како Република Македонија, како македонци, извонредно ни одговарале протестите кои се случувале во 68 година, бидејќи тоа ни донесе на крајот на криштата самостојност. Тогаш започна да се менуваат, системот да се менува во федерацијата, но сега во 2014 година зборуваме за наша независна, за наша сопствена држава и можеме да видиме кон што може да води сето тоа. На протестите од 2014 година кои всушност ја започна кризата во Република Македонија, за прв пат почна да се зборува и за бинационалноста на државата. Паролите на протестите, како и оние познати хаштази по социјалните мрежи, беа испишувани на македонски и на албански јазик, но не и на турски, српски, влашки, ромски јазик, бидејќи по устав ние сме мултиетничка држава. Значи, останатите народности беа прерипани и се даде акцент само на македонскиот и на албанскиот јазик.
Исто како во 68-та година и во 2014 година видовме како дел од водачите на студентските протести влегоа во политичкиот живот. Денеска ги гледаме во собранието на Република Македонија и само преостанува да видиме дали ќе ги снајде истата судбина како нивните претходници во 68 година, бидејќи нели револуцијата како што велат ги јаде своите деца. Како што студентските протести во 68 година ја отклучија вратата за распад на федерацијата преку децентрализацијата, санкционирана во устав, така студентските протести во 2014 година ја отклучија вратата за бинационалноста, двојазичноста и децентрализацијата на Република Македонија. Сега одиме на протестите од 81 година. 11 март 1981 година во мензата на студентскиот дом во Приштина започнува бунт. Студентите стапуваат во штрајк со глад. Наративот бил студентскиот стандард. Се зборува за студентски стандард, за студентски услови во студентските домови, услови во факултетите и слично. Но вториот ден од протестите, студентите повторно истакнуваат пароли како во 68-та година, на кој било испишано слобода, рамноправност, демократија. Еден од транспарентите бил тој и верувам дека ви звучи многу познато нешто што го гледавме низ скопските улици. Други слогани биле Трепча работи, Белград се гради. Повторно транспаренти од типот на Косово на косоварите. Повторно обединување на албанските земји и слично. По интервенцијата, пожестоката интервенција на полицијата и апсење на водачите на протестите во Косово, на 1 април избувнуваат уште пожестоки протести во Приштина, на кои веќе отворено се барало Косово да биде прогласена за седма република. Целта било да се здобијат со правото на самоопределување до оцепување кои би го добиле доколку бидат прогласени за република. Југословенските, но пред се српските власти, овој протест го решаваат на начин на тоа што председателството и Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија донесуваат одлука да се прогласи вонредна состојба и на тој начин JNA, Југословенската армија, да може слободно да делува секаде онаму каде што постојат жаришта на протестите. На овие протести десетици луѓе го губат својот живот, додека биле уапсени околу 4000, мислам дека таа беше цифрата, 4000 демонстранти. И сега како го следиме патот на распадот на Југославија, така можеме да видиме дека нештата стануваат уште појезиви и малте не ги гледаме денеска како се одвиваат во Република Македонија. Каков беше одговорот на србите по случувањата на Косово и порастот на национализмот во државата. Српската академија на науките и уметностите САНУ во тој период издава еден, би рекол, погубен документ, еден шовинистички документ, познат како меморандумот на САНУ, во кој србите ги најавуваат војните во Југославија. Во овој документ главна тема била физичкиот, политичкиот, правниот и културниот геноцид извршен над србите. По излегувањето на документот, меморандумот си ја постигнал целта всушност за која бил наменат. Веднаш започнале жестоки судири на национална основа низ целата федерација. За жал, денеска во 2017 година во Република Македонија ние се соочуваме со документ кој предвидува носење на резолуција за наводен извршен геноцид врз албанците во Република Македонија, документ со кој беше уцената единствената политичка партија која стои цврсто зад националните интереси на државата, а тоа е ВМРО ДПМН. И сега можете да видите како со почетокот на протестите и измените кои ги претрпуваше уставот, но пред се темите кои се отвараа во јавниот дискурс се преку меморандумот на САНУ се еднакви со случувањата кои денес ги гледаме во Република Македонија, почнувајќи од студентските протести во 2014 година, на кои за прв пат започна да се зборува за
некаква децентрализација на државата, започна да се зборува за граѓани на Република Македонија, не за македонци или албанци или турци или роми, туку се говореше дека ние сме биле само граѓани без национално да се идентификуваме и како течеше целата криза во наредните 2 години. Денеска стасавме до еден документ кој наликува на документот на САНУ, тоа е Тиранската платформа, која повторно има за цел, како што и документот на САНУ имаше за цел, и Тиранската платформа има за цел да ги подгрее националните страсти во државата. Тоа многу успешно гледаме дека се одвива, а националните судири и страсти во државата можат да доведат и до отворен конфликт во Република Македонија, нешто што не би го посакувале ниту македонците, ниту албанците. Значи, до тука сме покриени со факти во оваа паралела или анализа што ја правиме. Но прашањето е што ни преостанува или што би можело да ни се случи доколку го гледам истото сценарио до сега. На 28 јуни 1989 година се случува Газиместан. На Газиместан се одвива прослава за 600 години, тогаш се навршуваат 600 години од Косовската битка, и на оваа прослава Слободан Милошевиќ со изјавата повторно, значи цитирам, повторно сме пред битки и во битки тие не се вооружени, но ни такви нема да бидат исклучени. Со што де факто Милошевиќ објавува војна на сите во федерацијата кои не се на негова линија. На 20 јануари 1990 година во Сава центарот во Белград започнува последниот 14-ти конгрес, првиот вонреден и последен 14-ти конгрес на Сојузот на комунисти на Југославија, каде што наш представник беше господинот Перо Гошев, кој докрај остана на идејата дека треба да се зачува федерацијата. Подоцна и Киро Глигоров излегуваше со такви изјави. Перо Гошев докрај остана на идејата дека мора да се доврши 14-тиот конгрес на Сојузот на комунисти на Југославија и на некаков начин да се изнајде можност за зачувување на федерацијата. Од другата страна стоеа словенците и хрватите кои всушност го прекина 14-тиот конгрес. Што значи на крајот што сакам да кажам од сите овие 4 точки од минатото. Две од нив се исполнија, студентски протести и документ. Единствено што останува е тоа дека треба да внимаваме да не ни се случи некој нов Газиместан, каде што ќе биде најавена некаква војна после високиот пораст на национализмот во државата и меѓуетничките судири, и на крајот на криштата да не ни се случи да не седнат на некоја зелена маса после некаков пандан на 14-тиот конгрес, кога се распадна всушност и федерацијата, бидејќи 14-тиот конгрес беше институционален распад на Социјалистичка федеративна република Југославија, а веднаш по тоа што следеше, сите знаеме, гледавме најкрвавите војни на европско тло после втората светска војна. Тука правиме една кратка пауза и продолжуваме со емисијата подоцна. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Почитувани слушатели, останува уште направиме сублимат на сето она што го кажав во оваа емисија посветена на студентските протести од 68 и 2014 година. Значи, можеме да заклучиме дека протестите во 1968 година го отворија патот кон децентрализацијата на Југославија. Таа децентрализација резултираше со 3-4 измени во југословенскиот устав, со кои се овозможи републиките подоцна во 90-тите години да бараат самостојност.
По 2014 година имавме исто така студентски протести во кои за прв пат во јавниот дискурс се пуштија темите за двојазичност, за бинационалност и за децентрализација на Република Македонија. Поентата е што за првите протести говориме за федерација, нешто кое нам не одговара, за вторите протести зборуваме за наша собствена независна држава, нешто кое нам не ни одговара. Го спомнавме меморандумот на САНУ, кој беше одговор на протестите од 81 година во Косово. Денеска ни се случува еден ист таков документ во лицето на тиранската платформа, кој исто како меморандумот на САНУ има за цел да започне меѓуетнички судир во државата. Буквално исто ни се овие два настани од историјата со двата настани од сегашноста се малтене исти. Единствено што за Војднина ние треба да внимаваме како македонци, како што веќе кажав, е тоа што не смееме да ни се случи некаков газиместан, каде што некој ќе објави војна за Војднина, и не сме да ни се случи некаков пандан на 14-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, со тоа да би можеле да не седнат на зелена маса, а доколку не седнат на зелена маса, тоа значи нели федерализација на Република Македонија, федерализација која води кон распад на државата. Ние и понатаму ќе анализираме и ќе алармираме, но сепак оваа држава единствено може да ја одбрани народот, да ја одбранат граѓаните на Република Македонија, а тој народ и тие граѓани сме јас и ти. Вие бевте на фреквенција на Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Никола Србов. Датум на емитување 35.2017 година. Поздрав! Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов.